Почитувани, повеќе од 1000 рудари останаа без работа, откако рудниците за олово и цинк, добрево и тораница, собственост на индиската компанија Индо Минерали и Метали, отиде во стечај. Многу од рударите, кои што останаа без работа и без екзистенција, се задолжени со кредити и неплатени сметки како последица на неисплатените плати со месеци. За жал Никола Груевски ги остави рударите сами. Ги остави да се снаоѓаат како знаат и умеат. Власта на Никола Груевски немаше слух за нивните проблеми и маки со кои што се соочуваат пред да се прогласи стечај. Исто и сега. Никола Груевски не се грижи за рударите кои што останаа на улица. Откако беше прогласен стечај, рударите не го добиваат месечниот паричен надомест кој ги следува по закон и нема здравствено осигурување. Рударите поради погрешните политики на Груевски станаа стечени работници, а сега не можат да го остварат своето право на здравствена заштита. Го повикуваме Груевски да излезе и јавно пред нив да каже како овие 1000 семејства да ги подмерат трошоците за тековно живење и сметки, како да ги издржуваат своите ученици и студенти и што ќе имаат на своите трпези за новогодишните и божични празници. Рударите мора социјално да бидат згрижени, а не загрижени и очени. Никола Груевски со години мислеше само на бизнес интересите на фамилијата заедно со својот братовчет Сашо Мијалков. Сега, наместо да се крие, треба да излезе пред граѓаните и пред рударите и да одговори зошто се замена овој инвеститор од Македонија кој беше најавуван како еден од најголемите странски инвеститори. Никола Груевски лажно ветува виртуелни проекти и виртуелни инвестиции, додека во реалноста странските инвеститори ја напуштаат земјата. Затоа граѓаните имаат една заедничка идеја. Збогум, Никола!